2 лица се приведени, а претреси се вршат на повеќе локации во вечерашната полициска акција за справување со загадувачи на животната средина. Според неофицијални информации, на распит се директорот на Пуцко Петрол Асмир Јаховски и првиот човек на фирмата РКМ Ратко Капушевски. Се сомничат за набавка на мазут со сомнителен квалитет. Даниел Василев известува од пред Министерството за внатрешни работи. Даниел, што знаеме за случајот и за оваа акција? Добро вечер, цаци. Многу неофицијални, многу малку официјални информации доаѓаат за вечерашната акција во која што, како што кажа и самата ти, приведени се најмалку 2 лица, односно станува збор за 2 бизнисмени. Тоа се првиот човек на компанијата РКМ Ратко Капушевски и Асмир Јаховски, директор на Пуцко Петрол и син на пратеник во собранието Исмаил Јаховски, кој исто така е и поранешен градоначалник на Пласница. Според она што засега го имаме како неофицијална информација, станува збор за акција поради набавка на сомнителен мазут кој содржал поголема количина или количество на сулфур и други тешки метали, со што практично постои опасност од загадување на воздухот и на почвата. Инаку акцијата ја извршува Бирото за јавна безбедност во координација со Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција и двете институции, односно Министерството за внатрешни работи, како и ОЈО за ГОК, ја потврдија акцијата. Од МВР велат: одделот за сузбивање на организиран криминал и корупција при Бирото за јавна безбедност, Министерство за внатрешни работи, во координација со Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, по наредба на судија на претходна постапка врши претреси на локации во Скопје и низ државата во врска со сторени кривични дела поврзани со сомнителни набавки на деривати, штета од големи размери за буџетот на државата и штета врз здравјето на луѓето, се вели во на официјално соопштение кое што го испратија од Министерството за внатрешни работи. Инаку, според неофицијални информации, станува збор за голема сума на пари кои што биле испумпани од државата, некаде околу 10 милиарди денари, преку фиктивни договори за позајмици и посредувачки услуги за испорака на сомнителни горива. Инаку, во медиумите и во минатото пишува за 2 бизнисмени, особено за Капушевски, кој ја снабдуваше Македонија, односно ЕСМ, Електрани на Северна Македонија, со чинам 118.000 тони мазут, и тоа во директни преговори кога Македонија беше во енергетска криза и практично имаше намалено производство на електрична енергија. Инаку, само да кажам дека со последните измени на кривичниот законник во сила стапи нов член во овој кривичен законник, екоцид, кој што практично значи дека се зголемени казните за сите оние кои што намерно ќе ја загрозат, односно ќе направат штета на животната средина, и практично во овој член се вели дека тој што спротивно на закон со намера да предизвика штета на животната средина ќе преземе действие или ќе пропушти да преземе действие поради кое ќе настане сериозна или широко распространета или долготрајна штета на животната средина, ќе се казни со казна затвор од најмалку 10 години или со доживотен затвор. Меѓутоа, морам да напоменам дека засега нема информации за тоа за какви дела се товарат 2 бизнисмени кои што се дел од оваа акција и оние кои што можеби се дела. Засега немаме информации со оглед на тоа што акцијата се уште трае. Тоа секако ќе го дознаеме утре, барем такви се најавите од Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, со што практично и ќе видиме за какви дела се товарат. Цаци? Даниел спомена дека обвинителството за организиран криминал го води овој случај. Има ли оттаму некаква информација за побарани мерки за обезбедување притвор или други начини за обезбедување на присуство на овие 2 лица? И дали има информации, дали истрагата опфаќа и други или се работи за овие 2 лица кои се опфатени со оваа истрага? Цаци, според оние информации кои што ги имам досега, акцијата е се уште во тек и практично надлежните органи засега не кажуваат дали покрај овие 2 бизнисмени има и други приведени лица. Се уште исто така чекаме информација дали тие ќе бидат изведени пред судија на претходна постапка и дали Основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција ќе бара можеби притвор или некакви други мерки за приведените. Тоа се информации кои што се уште ги чекаме од истражните органи.
Даниел, дали има некаква информација во врска со штетата? Ти спомена дека се работи за поголема штета врз буџетот. Има ли неофицијални информации за тоа колкава штета врз буџетот е предизвикана? Според неофицијалните информации кои што ги добивме, станува збор за штета од некаде околу 10 милиарди денари. Секако за ова ќе почекаме потврда. Даниел, ти благодарам. Тоа беше Даниел Василев со последните информации за вечерашната или попладневната истрага и акција на полицијата и на јавното обвинителство. Ти благодарам, те очекуваме со сите најнови информации кои ги имаш во овие или во следните информации.